Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Ова видео е продолжение од претходното видео, односно продолжение од 18-тиот чекор од книгата на авторката Шефалица Бари Родителска карта. Чекорот Шефали го нарекла родители. Настојувајте што повеќе да му кажувате да на вашето дете или што повеќе да се согласувате со вашето дете кога го родителствувате. И овде таа ни објаснува дека родителите и децата се судираат врз основа на три постојани и фундаментални основи, и сите овие несогласувања, значи судири, се варијации на суштинските разлики помеѓу родителот и детето. И ако ме следевте минатиот пат, објаснав кои се тие суштински разлики. Од една страна, таа е природната состојба на детето, природната состојба на постоење на детето од една страна и неприродната состојба на постоење на родителот од друга страна. Што значи тоа? Дека децата велат да на сегашниот момент, дури ако тоа значи ни солзи да го каже зборот да, а возрастните првенствено се тие кои што се во постојан отпор на сегашниот момент. И оваа разлика помеѓу овие две енергетски нивоа на родителот и на детето нужно повлекуваат конфликти, создавање на конфликти, создавање на судири помеѓу овие две енергии, и ова во врската родител-дете особено се прикажува на многу суптилен начин, скриен начин, и за кои родителите не се ни свесни дека се случува. Зошто? Затоа што децата, живејќи во моментот на сегашноста, тие живеат во она што е. Значи, сегашниот момент е секогаш момент на она што е. А родителите, живејќи постојано во минатото и во иднината, живеат од идејата што ако, која што ги држи цврсто родителите во една состојба на страв, што ако ова се случи, што ако уна се случи. Тој страв носи во себе несигурност, повлекува жалење за голем број на минати работи, огорчености од минатото, и не носи нас да живееме, да гледаме на иднината како од едно место на вознемиреност, како со страв, како со загриженост за она што следува за нашите животи и за иднината на нашите деца. Значи, децата првенствено тие живеат во изобилство, што значи тоа? Со радост, со љубовитство, со игра, со смеја, додека ние, возрастните, првенствено живееме со недостаток, со замор, со вознемиреност, со страф и така натаму. Децата првенствено живеат во состојба на битие, токму поради таа состојба на изобилство, поради живење во состојба на сегашен момент, а пак возрастните живеат во состојба на правење. Сега, или состојба на делување. Дури децата кога тие делуваат или прават нешто, секогаш тоа правење нивно е поврзано, значи секогаш доаѓа од сегашниот момент. Значи секогаш доаѓа од момент на игра, секогаш се разиграни, секогаш се истражувачки настроени, секогаш се љубопитни. Значи секогаш тоа нивно место на правење, состојба на правење е пред се тргнува од основа на место на нивното битие, на нивното суштествување. Зошто? Затоа што детето и кога прави нештото, тоа тече со сегашниот момент. Она што му се прикажува во сегашниот момент, тоа го прави. Значи, тоа постепено од еден во друг сегашен момент влегува, и она што, ајде да кажеме, како предизвик ќе му се појави пред него, детето не го спорува, туку едноставно го прави на начин на кој што смета дека треба да го прави. Меѓутоа, ние возрастните пак многу ретко сме во таа состојба на битисување кога ги правиме нештата. Што значи тоа? Дека нашето правење
многу ретко доаѓа од едно длабоко поврзано чувство со битието. Зошто? Затоа што главно кога правиме ние тргнуваме од нашето его. Го правиме затоа што имаме добро смислен план за нешто што сакаме, во нешто што сакаме да успееме, во нешто што сакаме да победиме, во нешто што ние или сакаме некого да спасиме, или нешто да спасиме, или ние да се спасиме и така натаму. Значи, ние кога сме во состојба на правење, никогаш не сме ориентирани од место на природно постоење, од место на битие. Многу ретко тоа го правиме, значи не сме во истата состојба во која што се наоѓаат децата. Туку ние, кога сме во состојба на правење, действуваме од едно од цел, од одредена цел која што подразбира пред се подкрепена е од надворешна валидизација или од некоја културно и културна индикација или како резултат на некои културни причини и последици. И бидејќи ние живееме во една толкава голема разлика на енергетско ниво со децата, нормално е дека ќе настанат голем број на судири меѓу нас и децата, но тука шефали им објаснува на родителите дека не е работа на децата тие да се усогласат со нашата состојба, туку наша работа е како родители ние да се усогласиме со природната состојба на децата. Но бидејќи е многу полесно од наша страна, ние нашата енергија, бидејќи велиме дека во главно ние делуваме од место на вознемиреност, ако таа енергија е многу потешка, е многу пониска, за разлика од децата, енергијата на децата е многу повисока, значи таа е повисока фреквенција, за нас е многу потешко ние да се искачиме на таа енергија, полесно е ние да ги симниме децата на таа енергија, на нашата енергија, и заради тоа ние кога секогаш енергијата на децата кога тие бараат ние да се искачиме на нивната енергија, за нас тоа е тешко и најчесто што настојуваме? Се обидуваме да ги оттурнеме децата од таа енергија, да ги одвратиме од таа енергија, да ги исклучиме од таа состојба во која што се наоѓаат во природната состојба на постоење и да ги повлечеме кон нашата енергија на правење и како? Ги осудуваме, ги срамиме, ги казнуваме и на тој начин ние влегуваме со нив во еден негативен циклус на постоење, односно во еден нефункционален циклус кој што подразбира неповрзување со нашите деца, неповрзаност со нашите деца, наместо поврзаност. И кога шефали им се обраќала на родителите со зборовите, родители настојувајте што повеќе да им кажувате на вашите деца, значи на желбите на вашите деца, ова родителите најчесто го сметале како едно охрабрување во насока на попуштање или давање на право на желбите на децата. Значи, ова идеја на кажување на да, всушност, што подразбира? Што подразбирала и предизвикувала кај родителите? Предизвикувала пред се иритација и родителите по дефолт тие влегувале во еден режим на паника, мислејќи дека на тој начин ќе му попуштаат на децата и ќе пораснат разгалени деца. Меѓутоа, попуштањето спрема шефали не е воопшто цел на свесното родителство. Наоѓањето на начини како да им кажеме повеќе да на децата, што подразбира? Подразбира да се усогласуваме со желбите на децата. Не да им се пропуштаме на желбите на децата и не да им попуштаме на децата. Значи, бараме ние една заедничка основа каде можеме да им кажеме да го кажеме зборот да, за да можат тие да бидат пред се видени и да бидат разбрани. Тоа е целта. И овде кажувањето да може да биде преку еден во свесното родителство, преку еден теоретски пристап и преку еден практичен пристап. Теоретскиот пристап што подразбира? Кажување да на детето
кажување да на внатрешниот свет на детето, кажување да на чувствата на детето, но тоа нужно не повлекува кажување да на однесувањето или кажување да на автентичноста на самото дете. Тоа може да се види преку следните примери. Јас сега ќе ви ги прочитам. Например, да, целосно ја разбирам твојата желба, да, јас би сакала, би го сакала истото, да, и јас се чувствувам исто во врска со тоа, да, и јас сакам да го направам тоа, да, бев јас ист како тебе на твои години, да, ти целосно ги сакаш истите тие работи кои што и јас ги сакав како дете, и така натаму. А практичното кажување да на детето, на желбите на детето, што подразбира? Подразбира пред се ние како родители да кажеме да на чувствата, меѓутоа да кажеме не на штетното однесување. Односно, тоа значи да поставиме здрави и стабилни граници со децата. Во претходниот случај, зошто е битно и кажувањето теорискиот пристап на кажување на да на децата и кон што не води нас како родители? Не води прво кон едно внатрешна сигурност со детето, значи градиме внатрешна сигурност кај детето, му изголемуваме неговата самодоверба и внесуваме доверба во односот родител-дете. А овде пак кога преку практичниот пристап на кажување на да во свесното родителство кај децата, што гради родителот со детето? Прво, гради разбирање плюс насочување. Ајде да ги видиме кои се тие начини. Кога родителот ќе му каже на детето да, сакам да го добиеш тоа, меѓутоа, ајде да направиме план заедно. Или да, ќе го добиеш тоа, ќе настојувам тоа да го добиеш, ама ќе го направиме тоа да го добиеш во вистинското време. Или да, сакам да ќе одиш таму, ама прво да ги положиш испитите. Или да, можам да ти помогнам да ја оствариш таа твоја желба, ама прво да ги завршиш домашните обврски. Значи, овде преку разбирање на желбите на родителот, а потоа и давање на насока на детето, во помагање на остварување на желбите, родителот што покажува? Внесува прво емпатија во односот со детето, го води детето, без да чувствува страв, без да покажува родителот, да внесува страв во односот со детето, и исто така покажува авторитет, меѓутоа без тоа да биде позакана на битието на самото дете. И во двата случаеви овде, намерата не е физички или пак материјално да се препушти родителот или да се попушти на чувствата на право на детето, туку едноставно да родителот да емитува една енергија на дека желбите на детето се разбрани и се видени. Меѓутоа, овде шефали спомнуваат дека родителот мора да биде свесен за тоа дека сите желби на децата не подразбираат нивно остварување. Некоја желба можеби ќе може да се оствари за кратко време, некоја можеби ќе треба да бара подолго време, можеби години, но во секој случај исто така родителот особено да обрне внимание на тоа, ова е клучен момент, каде што шефали им спомнува на родителите дека нашите деца, особено во овој свет, денес се преплавени со голем број на информации и слики кои што светат, сјајни предмети, со голем број на информации кои што представуваат трикови, и уште повеќе
значи тоа повлекува децата да сакаат да поседуваат се, да сакаат и да бараат да му бидат остварени голем број на желби. И природно е тоа да го бараат децата. Зошто? Затоа што тие се во една состојба, како кажавме, во состојба на изобилство. И тоа не ги прави децата лоши, не ги прави децата дека се алчни, туку едноставно тоа е нивна природна состојба. Природно е децата да бараат и да веруваат дека се може да му се исполни. Меѓутоа, кога ние, како родители, постојано му велиме не за ова, не за она, не вака, не така, тогаш што правиме? Несвесно ги овековечуваме, односно ги зацврстуваме тие нивни желби, ајде да кажеме дури најситните желби кај децата, и ги растеме со едно чувство за недостаток. И на тој начин, што се случува? Што правиме? Ги носиме, ги поттикнуваме кај децата да растат една обсесија, постојано обсесија со желбите да ги поседуваат, да барат да му бидат што повеќе желби остварени. И ова е еден класичен случај, како што вели Шефали, на желба на забрането овоше, да бараат тоа што треба и тоа што не треба како желба да им се оствари. И истото што може понатаму да се случи кај детето, кога постојано така родителот му забранува да има желби, детето го негира во неговите желби, детето да почне да чувствува срам дека сака такви работи, и токму поради тоа, бидејќи детето по природа е во состојба на изобилство, со такво чувство на недостаток ние неговата енергија на изобилство, значи ја внесуваме се повеќе оскудност, се повеќе сиромаштија, се повеќе такви негативни верувања, и детето влегува во една состојба на недостојност, да смета дека утре и други ден не е вредно за да може да посега и да бара желбите, неговите желби да може и да сака да бидат остварени од негова страна. И Шефали овде им кажува на родителите: ворете вие како родители да бидете загрижени околу тоа, затоа што голем број на родители ја прашувале Шефали што ако навистина јас не можам да си дозволам да му ги исполнам желбите на моите деца кога станува збор за предмети или патување и така натаму во иднина, затоа што можеби не сум доволно финансиски подкована или пак едноставно заради склопна околности не сум во состојба, дали тоа однапред не го вноси моето дете во разочарување. И Шефали одговорила со едно многу мудар одговор им дала на родителите. Им рекла: родители, да се каже да во моментот е се заради тоа да се каже само да на жалбата на детето. Што не значи дека ние треба да се предадеме на таа желба да ја исполниме. Значи, откако ние ќе ја валидизираме жалбата на нашето дете, ние можеме да направиме план за објектот кој што го посакува детето. Да видиме. Можеби ќе може, ако е во согласност, таа желба да се оствари утре, можеби по 2 недели, можеби по месец, можеби по година, можеби и по неколку години. Се зависи од нашата состојба во која што се наоѓаме, во нашата ситуација, од возраста на детето, од склопот на околности. Меѓутоа, поентата не е во извршувањето, туку во што? Во одржувањето на огнот, во одржувањето на живоста, на страста на детето кон таа негова желба. И затоа Шефали вели дека одговорноста е на самото дете дали ќе ја исполни, дали ќе сака да исполни таа негова желба, а не е одговорноста наша, ние да бараме да се исполнат желбите на детето, да се одржи уствари огнот за таа желба која што ја има самото дете. Но од друга страна пак ние не можеме да бидиме тие кои што постојано ќе го гаснат тој оган, ќе го гаснат тој жар за одредена желба која што кој што ја посакува детето, затоа што Шефали вели дека децата
во текот на една недела можат, гледаме и самите, дека тие знаат да ни кажат и 100 желби дека сакаат да им се исполнат, но треба да бидеме свесни дека повеќето од нив, 90%, дури и повеќе од сите тие желби кои што ги кажале во текот на неделата, нема да сакаат, значи ќе ги забораваат, едноставно ги забораваат, исчезнуваат од нивното мозоче. Зошто? Затоа што децата се одвлечени, нивното внимание е одвлечено од голем број на работи. И детето ги заборава тие желби, остануваат само оние кои што, например, детето ќе зборува за нив после неколку недели, и тие се жалбите на кои ние како родители можеме да обрнеме внимание, да му помогнеме. За останатите желби кои што гледаме дека детето не се реални, едноставно не може да се исполнат, ние да му помогнеме на детето преку емпатија, преку сочувство, преку разбирање, да и тоа да влезе во една енергија во која што ќе се согласи со нас, дека навистина постојат одредени моменти кога детето не може да му биде исполнета таа желба. Например, ако нашето дете на 5 години бара да му се земи куче, за да сака дома да има куче, да го гледа кучето. И родителот е тој кој што со голема емпатија, со сочувство, треба да разговара со детето и да го праша да му ги самиот родител да му ги каже оние работи за кои, доколку тоа сака, дека треба да ги прави, дека треба, например, рано да станува да го прошета кучето, дали може да го носи на ветеринар, дали може да биде одговорно за она што треба да го храни, околу хигиената и така натаму. И на тој начин детето да разбере дека се уште не е подготвено за таа негова желба да биде исполнета и дека во иднина да го гори, да се уште нека гори таа желба, тој жар. Значи, ние да не да го ништиме жарот, да не го гасиме жарот кај детето за таа желба и да му кажеме дека и после, кога ќе има, например, 12, 13 или 15 години, ако се уште постои таа желба кај него, дека секако дека ќе му биде остварена таа желба. Или, например, ако нашето дете на 12 години ни соопшти дека не сака да заврши факултет, дека после средно сака да купи камион за сладолед и да продава, да сладолед, например, да низ цела Македонија, и дека со текот на времето тој сака да поседува компанија, да ја поседува неголемата компанија за камиони за сладолед во Македонија, ние како родители што ќе направиме? Ги прашува родителите што мислите. Имате, како родители, имате избор да се представите со две размислувања. Едно оскудно размислување во однос на нивната идеја или пак со едно изобилно размислување. Која идеја најпрво вие како родители ќе им ја представите на вашите деца, ќе им ја кажете на вашите, ќе бидете потикнати едноставно или притиснати да му ја кажете на вашата идеја, на вашето дете. Се разбира, таа вели дека во најголем случај таа ќе биде оскудната идеја. Зошто? Затоа што сигурно најчесто родителите му кажуваат на децата нешто слично како: ама немој да бидеш смешен, факултетот ти е важен, ти треба да одиш на факултет, а не да се започнуваш бизнис за сладолед, за камиони со сладолед, затоа што тој бизнис нема да ти успее. Голема заработувачка од тој бизнис нема да имаш. И затоа ова идеја не ти е добра. Туку ти фокусирај се и за на факултетот е таму каде што треба ти да се насочиш. И Шефали тука ми објаснува на родителите родители.
Што мислите? Како ќе се почувствува во таквите моменти вашето дете? Вашето дете, можеби тој сон го сонувало долг период. Поминало долго време на детски мечти, во својата фантазија ги сонувало со детска наивност, сите тие моменти. Кои сме ние како родители да ги потискаме нивните желби кои што се водени од нивното срце. Но шефали вели причината зашто ова ние како родители најчесто го правиме е пред се заради нашата енергија во која што се наоѓаме, нашата енергија на постоење, а таа е загриженоста, стравот. И сето тоа што му прави на децата? Му прави на децата ние едноставно да влегуваме во, значи да се судираме со нивните енергии, со нивните идеи, да не сакаме да ги прифаќаме. И зошто? Затоа што нивните идеи кои што ги измислуваат нас не плашат. Ние едноставно што му велиме на децата? Не, ти не смееш да излегуваш надвор од кутијата. Врати се назад, таму каде што е безбедно. Биди си стандарден, како и останатите други. И со тоа ние ги проектираме нашите стравови, нашите вознемирености врз нашите деца. Значи, наместо ние да ги охрабриме да сонуваат на големо, да им кажеме дека можат, ние едноставно ги враќаме во стереотипниот модел, во стереотипниот начин на размислување. И шефали тука им објаснува на родителите, но родители, ајде да ви дадам еден пример како можете вие да делувате со вашите деца од едно место на изобилство. Наместо да ги потискате, да ги охрабрувате вашите деца и да му кажувате да, без да направите судир со нив, без да влезете во судир со нив. Например, на овој одговор, на оваа идеја на вашето дете, вие би можеле да му го кажете следниот одговор. Например, да му кажете: браво за оваа идеја која што ја кажуваш. Навистина ми се допаѓа. И знаеш дека јас многу сакам да јадам сладолед. Јас ќе бидам твојот најголем фан. Ти дури да пораснеш, замисли си како оваа прекрасна идеја ќе имаш уште 100 такви прекрасни други идеи. И затоа те советвам сите тие прекрасни идеи да си ги запишеш во една книга, во една тетрадка и секојдневно да ги гледаш, да ги размислуваш и да ги спремаш за воиднина, да увидиш која е таа идеја најмногу која што те влече, ти го сака твоето срце. А тек потоа, кога ќе пораснеш, ќе разговараме околу тоа и ќе ми кажеш навистина кон што те влече твоето срце. Родители, на крајот, таа им се обраќа. Колку е едноставно да му кажеме да на вродените желби и на вродените копнежи на нашите деца. Тоа е се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.